Представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Куманово и Република Македонија, Социјалдемократскиот сојуз не престанува со атаците кон мојата личност. Сведоци бевте на вчерашната пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз, кога беше објавена аудио снимка на телефонски разговор воден помеѓу мене и Гордана Јанкуловска, на кој разговор, за волја на вистината, треба да кажеме и тоа дека 2013 година Виктор Цетковски беше кандидат на независна граѓанска опција КТКНС, или кога, ако не сега, што во вториот круг не обезбедивме учество, затоа што остварив само резултат од 3000 гласа и добивме понуди од ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз да разговараме за можно коалицирање. Од разговорот кој што беше воден и кој што беше објавен вчера, јасно се гледа и сите чувме содржината дека исклучиво се работи за политичка соработка. Условите кои што ги поставивме ние во тие преговори и со Социјалдемократскиот сојуз и со ВМРО ДПМН беа прифатени од страна на ВМРО ДПМН и со тоа влеговме во можна соработка за вториот круг и евентуална соработка по конституирање на локалната власт, односно органите на локалната власт. Врз основа на сето тоа, го прашувам раководството на Социјалдемократскиот сојуз и го повикувам да ги објават разговорите на Виктор Цетковски со Зоран Дамјановски меѓу двата круга на локалните избори, кои што започнаа со барањето и телефонскиот повик од страна на Зоран Дамјановски во понеделник, 25 март, во 13 часот и 5 минути. После тој разговор беа уште неколку разговори остварени и барам раководството на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Дамјановски да ги објават истите. Врз основа на сето ова што го кажуваме, исто така би сакал да потенцирам да Социјалдемократскиот сојуз ги разгледа снимките кои ги има снимено, кои ги поседува и нека преслуша внимателно. Секаде каде што има индици дека Виктор Цетковски сторил кривично дело, барам од нив истите тие да ги достават до јавното обвинителство и доколку има било какви индици, а тврдам дека нема, јавното обвинителство да постапи по истите. Врз основа на сето ова, нема да дозволам на никому да се игра со интегритетот, приватноста и достоинството мое и да објавува разговори кои што разговори се приватност согласно Уставот на Република Македонија, член 25. Врз основа на сето претходно кажано, денеска сме при крај на изготвување на кривичната пријава која ќе биде поднесена против правното лице Социјалдемократски сојуз согласно член 151, став 4 и став 6 за неовластено прислушкување и тонско снимање, а во согласно со член 122 точки 6 и 7. Со ваквата кривична пријава сакам јасно да ставам на знаење дека апсолутно Виктор Цетковски верува во својата честност и нема да дозволи на никого да се поигрува со моето достоинство и чест и углед, а од друга страна како адвокат верувам дека Република Македонија е правна држава и верувам во институциите и од тие причини ја поднесувам оваа кривична пријава и јасно да дадам на знаење дека и во иднина секој оној кој што смета дека било каков приватен разговор или моја приватна снимка ќе објави неовластено и ќе сними, ќе следи исти епилог како и се. Да, ќе поднесам основниот суд Куманово како местно и стварно надлежен суд. Односно во јавното обвинителство поточно ќе биде поднесена, затоа што јавното обвинителство е надлежно по службена должност согласно ставот 6 од цитираниот член по службена должност да ја почне постапката. Значи, од тие причини барам судска разрешница и автентичноста и сите овие разговори да се утврдат во судска постапка, затоа што гледате дека дел од медиумите пренесува и шпекулираат дека
2014 година јас сум работел спротивно на интересите на Гром, тоа не ќе се случи ниту било, ниту во иднина ќе се случи. Значи, ова е разговор 2013 година за можна соработка на кога, ако не сега, со ВМРО ДПМН, и гледате и ден денеска се покажи после 2 години дека општина Куманово е во заложништво на Зоран Дамјановски и не можеме воопшто да се пофалиме дека прогрес општина Куманово има прогрес во делот на инфраструктура и целокупната живење. Барате објава на снимки за 25 март, која година станува збори? 2013 година, кога значи Зоран Дамјановски во неколку наврати, ќе ви цитирам: "Во тебе чукче орашче, ти одлучуваш, твој гласови ми ги треба за да победува во Куманово." Продолжението на содржината и продолжението на настаните кои што следеа после тој разговор, значи беа и знаат и представниците на Социјалдемократскиот сојуз дека имало средби, дури у еден ден се случи и им беше јасно кажано во 10 часот во седиштето на Бихачка во СДСМ разговаравме представниците на кога, ако не сега, за можна соработка со двата советника кои го стваривме и дека во 11 часот веднаш после таа средба е закажана средба со представниците на ВМРО ДПМН, Кире Божиновски и Гордана Никуловска. Условите, повторувам, кои што ние ги поставивме према нив, и ги прифатија Социјалдемократскиот сојуз. За жал, раководството на Социјалдемократскиот сојуз, не и членовите, со нивната ароганција и потик за реваншизам, не ги прифатија нашите услови, по тие причини не дојде до можна соработка. И ако гледате дека ние остваривме 3.500 гласа за листата, 3.000 гласа за кандидатот, нешто повеќе од 3.000 гласа, разговараме за можни дека штабската структура може да насочи од 1000 до 1500 гласа преку сила 2000, што е многу легитимно и апсолутно тоа е нешто што секогаш се случува и ова се исклучиво разговори меѓу двата круга на локални избори. Претходно разговори имало обиди од страна на ВМРО ДПМН, немало. Кога, ако не сега, излезе на избори како представник на граѓаните, разговаравме, одевме до првиот круг, потоа нормално се наметна со двата советника можноста за коалицирање и од тие причини тогаш стапивме во разговори и затоа бараме Социјалдемократскиот сојуз да не биде лицемерен, него да ги отвори, да ги даде и да не биде селективен, нека ги објави разговорите кои што биле водени меѓу мене и представниците на СДСМ во тој период меѓу двата круга. Може останете